Евангелие според Лука, глава 16. А на своите ученици им зборуваше: беше еден богат човек кој имаше управител, кого го наклеветија пред него дека му го пропастува имотот. И тој го повика па му рече: што е тоа што слушам за тебе? Дај сметка за твоето управување. Не можеш веќе да бидеш управител. Тогаш управителот си рече во себе: што да правам, бидејќи господарот ми ја одзеде управата, да копам, ете не можам, да просам, ете се срамам. Знам што да направам, за да ме примат во своите домови, која ќе бидам отстранет од управата. И ги повика должниците на својот господар, секого поединечно. И го праша првиот: колку си му должен на мојот господар? А тој рече: 100 мери масло. Му рече: земи го записникот, седни, веднаш напиши 50. Потоа му рече на другиот: а ти, колку си му должен? Тој рече: 100 мери пченица. Му рече: земи го записникот и напиши 80. И господарот го пофали недоверливиот управител, што постапил така снаодливо. Зашто синовите на овој свет според својот род се поснаодливи од синовите на светлината. Затоа јас ви велам: стекнувајте си пријатели со неправедно богатство, за да ве примат во вечните домови која ќе го снема. Кој е верен во мали нешта, ќе биде верен и во големи, а кој е нечесен во мали работи, ќе биде нечесен и во големи. И така, ако не бевте верни во неправедното богатство, кој ќе ви го довери вистинското? И ако не бевте верни во туѓото, кој ќе ви го даде вашето? Ниеден слуга не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го сака, или ќе се приврзе кон едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бог и на Мамон. А сето тоа го слушаа фарисеите кои беа паролюбци и му се подсмеваа. И им рече: вие се прикажувате дека сте праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто она што се смета за високо пред луѓето, пред Бог е одвратно. Законот и пророците беа до Јован, и од тога се проповеда Евангелието за Божјото царство и секој со сила влегува во него. Но полесно е небото и земјата да поминат, отколку да снема една цртичка од законот. И секој што ќе ја напушти својата жена и се ожени за друга, станува прелюбник. И кој се ожени со таква напуштена, и тој станува прелюбник. А имаше еден богат човек, кој се облекуваше во скапоцена облека и во ленено платно, и се веселеше раскошно секој ден. А имаше еден сиромашен по име Лазар, кој лежеше пред неговата врата целиот со чиреви и желен беше да се прехрани со трошките што паѓаа од трпезата на богатиот. Кучињата доаѓаа да му ги лижат раните. Кога сиромашниот умре, ангелите го однесоа во прегратката на Авраам. Умре и богатиот и го погребаа. А во пеколот, кога се измачуваше, ги подигна своите очи и го виде оддалеку Авраам и Лазар во неговата преградка. И тој извика и рече: татко Аврааме, имај милост кон мене и испрати ми го Лазар да го намокри врвот на својот прст во вода, за да ми го разлади јазикот, зашто многу се мачам во овој пламен. Авраам му рече: синко, сети се дека ти го прими твоето добро во твојот живот, а Лазар лошото. Сега, тој се утешува овде, а ти се мачиш. А освен тоа, меѓу нас и вас има голема бездна, така што оние кои би сакале да отидат од тука кај вас не можат, ниту пак да поминат оттаму кај нас. А тој рече: тогаш ти се молам, татко, испрати го во домот на татко ми, зашто имам 5 браќа, па нека им посведочи барем тие да не дојдат на оваа место на измачување. А Авраам рече: тие ги имаат Мојсей и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече: о, не, татко Аврааме,
Тука ако некој дојде од мртвите и отиде кај нив, тогаш ќе се покаат. Пак му рече: ако не ги слушаат Мојсей и пророците, нема да ги увери дури ако некој воскресне од мртвите.